Здраво на сите! Добре дојдовте во уште една емисија Маја готви. Добре дојдовте во мојот дом. Ви објаснив неколку пати дека обсесивно собирам готвачи. Навистина сакам да истражувам, да ги гледам познатите светски готвачи како готват и да правам своји кованици и рецепти кои се возможни да се направат во нашата држава. Денеска ќе ви подготвам еден рецепт кој го нареков вегетаријански гулаш. Рецептот не е мој. Рецептот ми го покажа мојата драга тетка Бисерка, мојата комшика, и беше едно од првите јадења кои научив да ги направам. Знам дека е многу чудно да се нарече гулаш, нешто што е вегетаријанско, меѓутоа се надевам дека овој пат ќе ги задоволам вашите вкусови и ќе направиме едно одлично јадење. Се гледаме наскоро во кујната. Денес, како што ви кажав, ќе ви подготвам еден вегетаријански гулаш. Знам дека делува парадоксално, бидејќи гулашот нели по дефиниција е кромит со месо, меѓутоа мојот гулаш ви ветувам дека ќе ги задоволи вашите вкусови. За да направиме вегетаријански гулаш денеска, потребно ни е кромит, морков, пиперка, масло, малку ориз, малку домат и сето тоа убаво ќе го зачиниме со малку специфични зачини. Ќе го подпечеме во рерна и ви ветувам дека ќе имате прекрасен ручек. За да го подготвиме гулашот, потребно ни е едно длабоко тенџере, бидејќи најпрвен ќе го пржиме на рингла. Земаме кромит. Овој пат ќе го сечеме на полумесечинки, бидејќи ни треба да има големи рустични залчиња во гулашот. Овој многу лут кромит. Се надевам дека нема да ме расплаче. Сечеме на полумесечинки, претходно да ја загрееме ринглата. Ставаме масло. Јас ставам маслиново, вие берете. Дали го сакате вкусот на маслиновото? Крупни месечинки. Воопшто не мора да внимавате како е тоа исечено. Рецептот за да го следите најлесно треба да знаете дека од сите намирници ставаме по 2. На крајот го сечеме корено. И го ставаме во тенџерето. Сите намирници, како што ги додаваме во тенџерето, ги пропржуваме по 2-3 минути. Самостојно. Кажа во најавата дека овој рецепт е од мојата драга тетка Бисерка. Ќе беше комшика и многу добра пријателка, се уште ми е. Иако немаме од кога се преселивме од станот во центар, немаме некој многу време да се видиме. Да се надевам дека ќе израдува нејзиниот рецепт. Попотекло е од Грција. И сите почетоци во моето готвење ги чев од нејзе. Ова е некоја нејзина варијанта на грчко јадење. Навистина уникатно. Ние сите по дома го обожаваме. Го пропржуваме кромитот. Додека ставиме 2 моркови. Ги лупиме. И повторно на крупни тркалца. И сечеме. Баш крупни. Нека бидат по половина сантим до 1. Затоа што се треба да имаме баш убави парчи. Земам малку покрупен морков. Уживам да готвам вегетаријанска храна. Не многу од етички причини. Долги години бев вегетаријанец, само заради тоа што сметам дека е етички да не конзумираме месо. Меѓутоа, како поминуваа годините, некои витамини, како витаминот B12, се наоѓа исклучиво во месото и поради тоа треба да го конзумираме, секако во ограничени количини. Нашиот кромит е готов. Го додаваме морковот.
Додека морковот се пропржува, повторно 2-3 минути самостојно со кромидот. Во моментот кога морковот го пржиме, кромидот ќе застакли онака како што треба и да направи таа убава густа смеса за гулашот. И ги подготвиме пиперките. Повторно 2 пиперки. Бидејќи моите се големи, влегуваме во есен, имаме прекрасни црвени пиперки. Обично ова јадење го подготвувам во доцна есен и тогаш користам зелени пиперки. Може да користите било какви. Сега ќе ставам една, бидејќи овие пиперки навистина се големи нашите македонски ајварки. Гулашот веќе одлично се подготвува. Додадовме кромит, морков. Сега додаваме пиперката. И низа оставаме да се пропржи исто неколку минути. Важно да имате трпение за овие јадења кои се така бавно се подготвуваат. Навистина убавината на крајот и крајниот вкус го дава тоа бавно подготвување и вашето трпение. И ги оставиме да се пржат на ниска температура. Продолжуваме со брокула. Ставаме неколку мали парченца брокула. Брокулата обично не треба долго варење, меѓутоа ние во нашиот случај сакаме да се распадне и да ја даде дополнително таа структура. Брокулата нема да ја сечам со нож, бидејќи парчињата оксидираат. Ќе ја искршиме на парченца. Мали парченца, да бидат само изненадување. Брокулата оди во тенџерата. Кажете ми дека ова не е подобро од класичен гулаш. Моите деца би рекле не. Ама не, го обожаваат ова јадење. Додека се крчка брокулата, ќе го ставиме изненадувањето. Повторно ме научи мојата тетка Бисерка. Ставиме малку зелка. Сигурно знаете дека зелката е оризото одлично во сарма. Меѓутоа, и во овој гулаш ќе ставиме изненадување зелка. Зелка сегогаш ставам и во турлитави. Дава еден таков убав сладок вкус и едно изненадување во оброкот. Додаваме зелка. И на крајот додаваме 2 домати. Ги сечеме повторно на коцки без некаков посебен ред. Ова јадење долго ќе се пече во рерната и се ќе се соедини, така што не мора да внимавате како е тоа исечено. Ги ставаме со сокот. Бидејќи сакаме да ја пушта таа или своја сочност во јадењето и да дадат една убава боја. Како што кажавме, за све ви се потребни по 2 намирници. Морков, кромит 2, пиперка, 2 домати. Лесно се памти. Гулашот ќе го сервираме со прекрасен таратор. Обожавам таратор. Посебно кога имаме некој ваков тежок вкус. Видете како прекрасно изгледа. Живееме во земја која навистина ни дава исклучителни намирници. Баш делува како здравје во тањер. Промешаме, ќе намалиме и ќе оставиме малку да се соединат намирниците. Нашиот гулаш веќе почнува да се соединува. Имаме уште неколку намирници кои треба да ги додадеме. Меѓутоа веќе почнува да добива таква структура на манџа.
Ви ветувам дека ова е единствениот пат кога ќе вложите енергија да го направите ова јадење, бидејќи по ова постојано мешање и сецкање ќе го ставиме малку да се свари, кога ќе ги ставиме сите намирници и ќе го пренесеме во рерна. На крајот, секогаш на крајот, од кога патлиџанот ќе пушти малку сок, додаваме 3 лажици ориз, не повеќе. Оризот не треба само да ни ја даде таа месната структура во гулашот. Промешуваме. И сега работиме малку брзо, бидејќи не сакаме оризот да ни се загори за тенџерето. Иако има доволно сок пуштено од зеленчукот, кој е прекрасен во овој период од годината. Овој гулаш има многу специфични зачини. Додаваме 1 лажица црвен бибер, баш великодушно. Додаваме 1 лажица шеќер, знам неочекувано. И додаваме 3 лажици оцет балсамико. Убаво засолуваме. И ставаме црн бибер. Промешуваме. За се убаво да се соедини. Мириса прекрасно. Бони дојде да ме посети на сет. На крајот ќе додадеме 2 шолји вода. И нема да додаваме повеќе вода. Тоа ќе биде се. Одлично. Вака подготвеното јадење го оставаме 10 минути на рингла. Потоа ќе го наполниме во прекрасни земјини танјирчиња и го ставиме да се пече во рерна околу 40 минути до час. Тогаш за тоа време ќе ви подготвам прекрасен таратор кој оди совршено во оваа комбинација. Имаме една краставица. Супер е кога е тука до мене, се вари, не морам да трчам назад до шпоред. Имаме една краставица, која ќе исечеме на ситни коцки. Прекрасен е спојот на зимското јадење на гулашот, кој го носи гулашот и таратот кој мирисе на лето. Веројатно веќе почнува да ми недостасува летото. Ја обожавам и есента. Ја обожавам есента, дождовите, празниот парк. Една од најомилените рутини со која покрај готвењето се празнам и се полнам со позитивна енергија и долгите прошетки со Бони. Одиме во 6 часот наутро. Паркот е празен. Е само за нас. Нема да ја ставам цела краставица, бидејќи мојата беше голема. Не би сакала да... Тука имам само претходно ви покажам. Имам едно совршено, убаво кисело овчо млеко. Вие може да користите, ако сакате, кравио. Јас ќе искористам денеска овчо. Многу нежно ќе промешаме. Нежно и трпеливо во готвењето. Не сакаме да добиеме јогурт од смесата од киселото млеко, затоа многу внимателно и нежно ќе го промешаме
И го додаваме лук. Таратор не би бил без лук. Обожавам лук. Не знам за вас, ама јас обожавам лук. Го обожаваме сите по дома. Бидејќи го сакам насекаде во тараторот. Доволно едно чешне лук за оваа количина на таратор. Вие ако сакате повеќе може да додадете повеќе. Повторно нежно и го распределиме низ тараторот. Оривите во кесичка. Кесичката покриена со крпа. Денеска имам потенка кесичка, затоа ќе ги чукнам преку крпа. Така нема да ви се дупне кесичката и да имате многу ореви ви се изгубени. Тука имам околу 100 грама, ќе ставам половина. Останатата половина ќе ја зачуваме за нешто друго. Фантастично ќе ви изненада тие парченца ореви во тараторот. И Бони сака нешто да каже. Сигурно кажува. Уште малце ќе намалиме и на крај ќе го декорираме со малку ситен макдонос. Претходно ќе го измиете. Моите зеленчуци се сите однапред измиени. Заедно со мојата светле, која и видите дека ќе ја спомнам во емисија. Исто во вас комбинација би било одлично да ставите малку власец. Го има оној дополнителен вкус на лук. Само ќе го посолиме малку и ќе додадеме црн пипер. Го сакам оној вкус на ајран, затоа и го посолувам. Ќе почекам да ги подготвиме вегетаријанскиот гулаш, кој ни е потребно еден рамен плех и неколку мали земјани тенјурчиња. Ова ќе биде малку опасен процес, бидејќи јадењето е многу жешко. Внимавајте да не се изгорите, ќе внимавам и јас, иако како што ви кажав, многу сум трапава, често ми паѓаат работи, често кршам работи во кујна. Ќе земеме мала лажица и ќе го наполниме гулашот. Секако мора да ставиме малку и од течноста. И од сите намирници секако. Еве како изгледа. А Бони се скара со една мува. Бони. Дојде ми правиш тука друштво, Бони. Тука. Еве како изгледаат. Завршено, за да не ми подгори тавата веднаш во загреаната рерна, да ставиме малку водичка и оди во рерна. Рерната е веќе уклучена на најако, бидејќи сакаме да ја стопли веднаш водичката. Од кога ќе се почна да вријат внатре, да врие гулашот, тогаш ќе намалиме рината и ќе го оставиме да крчка внатре 1 час. Ни помалку, ни повеќе. Ќе зарумени, ќе направи прекрасна коричка. Јас ќе прочитам некоја убава книга до тогаш и се гледаме на одјавата. Тоа беше се за денеска. Се надевам дека ви се допадна мојот избор. Денес ви подготвив вегетаријански гулаш. Се надевам дека ќе го пробате, па ќе ни дадете и фидбек дали ви се допадна.
Вегетаријанскиот гулаш го подготви со таратор, едно прекрасно црно лепче, си наточив чаша бело вино и ќе се вратам на моите готвачи. Ние веќе се гледаме следната емисија во Маја готви. Поздрав!